Ревизија на работата на УСАИД во Македонија е информација за тоа како тие и Американската амбасада ја финансираат фондацијата Институт Отворено општество Македонија. Ќе побара граѓанското движење Стоп операција Сорос. Од иницијативниот одбор на движењето велат дека ќе ги информираат Конгресот, Сенатот, Стејт департментот на САД и новата администрација на Трамп за начинот на распределба на финансиските средства. Според Ненад Мирчевски од Стоп операција Сорос, преку разни програми со парите кои се даваат на фондацијата Отворено општество, се реализираат политички цели и се пласира политичка идеологија, прифатлива само за една опција во Македонија. Никола Србов потенцира дека јавноста, како и новата американска администрација на САД, мора да знаат што навистина се случува во Македонија со финансиите кои се влеваат во нашата држава, а произлегуваат од даночните обврзници на САД. Во 2012 година УСАИД Македонија потпиша договор за проект за развој на граѓанското општество во Македонија, тежок безмалку 5 милиони долари. Како главен изведувач на овој проект е фондацијата Отворено општество. На неа и се придружува Центарот Форум на господинот Сашо Ордановски, Младиот образовен форум, Центарот за граѓански комуникации и Реактор. Во декември 2012 година во Македонија започна да се крира кризата со блокирањето на парламентот од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Оваа склучена соработка помеѓу УСАИД и Сорос заврши на 31 август 2016 година или поточно во периодот кога завршија протестите на така наречената шарена револуција во Република Македонија. Според Цветен Чилиманов, пак Стоп операција Сорос биле преплавени со понуди и повици од граѓани кои се заинтересирани да и се приклучат и да бидат дел од оваа иницијатива. Македонија го цени стратешкото пријателство со САД, но дека во изминатиот период за жал тоа беше на некој начин киднапирано од страна на една група изидеологизирани лица од двете страни од двете држави. Дополнителен се разбира надзорна улога во оваа работа и на Американскиот конгрес, кој што мора да ги одобри овие средства, односно да ги одобри барем именувањата на лицата кои што потоа ќе решаваат за начинот на кој што се трошат овие средства. Дневник пак денеска пишува дека Делфина Фицо, сопруга на албанскиот премиер Еди Рама, во текот на 5 години до 2021-та, ќе има главен збор во распределба на околу 9,5 милиони долари, што преку Американската агенција УСАИД ќе им се делат главно на соросовите организации во Македонија, скриени зад завесата на терминот невладини. Таквата можност ја добива врз основа на тендер завршен во септември минатата година, кога целата работа е завршена поради можната смена на администрацијата во САД, пишува Дневник. Политиката на УСАИД според пишувањето на овој медиум е парите за така наречени невладини во секоја држава да му се доделат на еден конзорциум, кој потоа слободно располага со нив. Во Македонија тендерот го добил Ист-Вест Менаџмент Институтот во партнерство со Метаморфозис, Асоцијацијата за демократски иницијативи, Фондацијата Отворено општество Македонија и Националниот младински совет на Македонија.